Министерке, за 15 години Македонија потрошила околу 38,2 милиони евра за финансирање за стипендирање на 459 студенти на дипломски, додипломски и постдипломски студии на топ 100 универзитетите на Шангајската листа. Сега идејата беше да се врати стекнатото знаење и да се кренат домашните стандарди. Од ресорот со кој што вие раководите ни одговорија дека 89 студенти си имаат вратено дома. Тоа практично ќе му дојде дека секој втор од 10 студенти се враќаат дома, па сега кога ќе ги чуете овие бројки, би сакала да прашам дали сметате дека Македонија го добива она што го плаќа? Пријавувањето и приемот на првите 100 универзитети од Шангајската листа е сон на секој што сака да стекне сериозно образование или евентуално да се бави со наука. Како што кажавте, ние имаме пристоен број на студенти. Јас се извинувам, но морам да ве поправам. Не сум сосема сигурна дека бројката е точна, затоа што долги години наназад регистар не е воден и дел од овие студенти кои вие ги спомнувате се уште се дообразуваат не само на додипломски, постдипломски, туку и на докторски студии. Она што ние го сработивме кажува дека околу 1/3 од студентите се веќе вратени во земјата. Лично сметам дека знаењето, искуството, компетенциите, вештините што се стекнуваат на овие универзитети се од исклучително значење не само за младите луѓе кои ќе стигнат таму, туку и за државата која ги испраќа. Не само затоа што тие се амбасадори на нашата земја и секогаш ќе бидат македонци каде и да се наоѓаат, туку и за овој дел кој се вратил во земјата и може да придонесе за нејзин напредок во било која област или било кое поле на кое што тие студирале. Тоа се деца кои одбрале престижни факултети и универзитети и тие навистина можат да придонесат за земјата, макар да се и само 1/3 во неа. Бројките кои ги добивме беа од вашиот ресор, ние се водиме по тие бројки. Јасно е дека целта е благородна за овие студенти, нели престиж е да се студира на овие универзитети, но сепак се плаќаат државни пари од даночните обврзници во Македонија. Поттаму прашањето дали оваа програма е всушност само најскап државен проект за одлевање на најталентираните млади мозоци во странство, бидејќи и да е 1/3, каде се 2/3? Тие не се враќаат назад. Не сум согласна со вашата констатација, затоа што оние кои успеавме да ги лоцираме, а поодамна завршиле, овие кои се уште се на студии веќе ги регистрираме, се потрудија на некој начин да ја возвратат на државата. Тие формира една невладина организација која се вика Мостови кон дома. Во постојан контакт се со Министерството и почна веќе сериозно да работат бесплатно, нели, за сопствената земја. Ние сме на почеток на тие проекти, но тоа се сериозни проекти и тие искрено сакаат да се одолжат на својата татковина, тие што останале надвор. Па така, работат за Министерството за здравство, работат за Заводот за статистика, работат за театри, работат за училишта, се уште бројот на проекти е мал, но јас сум сигурна дека според ентузијазмот кој го гледам кај нив, тие ќе продолжат да ја се одолжуваат на земјата не затоа што мораат, туку затоа што искрено сакаат, затоа што она што земјата не го направила како своја обврска, не ги повикала и не им понудила работа во периодот во кој што биле склучени договорите, според клаузулите од договорите, тие не се виновни. Сметам дека можат да дадат сериозен придонес и дека тоа го прават, а и понатаму ќе го развиваме ова што треба. Еден од аргументите за кога започна оваа програма беше дека се стартува оваа програма за да се зајагнати капацитетите на државната администрација. Од оние бројки кои што, пак ја кажам, од вашиот ресор ни беа доставени, забележуваме дека само 12 лица си имаат вработено во јавната администрација во период од 2012 до 2020 година. Во последниве 5, сега влагаме во 6 година, нема ниту еден вработен.
Дали ова значи дека државата не сака, не може или не знае да го искористи овој капацитет кој оние кои што се враќаат назад? Не сум сигурна дека целта да се испратат на најпрестижните универзитети била да се вработат во администрација, да се зајакне администрацијата. Секако би било многу корисно. Едно од многуте. Секако би било корисно да ја зајакнеме администрацијата, затоа што јас јавно кажувам дека сметам дека е недоволно компетентна. Меѓутоа, тоа се студенти кои навистина, тоа се млади луѓе кои навистина навлегуваат длабоко во наука, физичари, хемичари, информатичари, економисти, правници кои се соочуваат со светски достигнувања и светски проблеми, не можеме да очекуваме да работат во администрација каде што нема да се соочат и нема да го користат сопственото знаење кое го стекнале таму, а дополнително ќе се соочат со една не сосема пријатна средина и исклучително ниски плати. Јас ќе бидам презадоволна ако успееме дел од овие што се уште се на студии, ги вратиме во земјата, во приватните компании и на нашите универзитети, каде што можат да го пренесат знаењето што го стекнале. Тоа би било многу покорисно и да ја научат, да речеме, администрацијата. Тоа би било многу покорисно отколку да бидат само административни службеници, например, еве во Министерството за образование и наука. Од тука мислам, јас повторно ќе кажам дека сме на добар пат, но како што вообичаено велам, за се треба време и овие наши млади луѓе кои не се дома да се организираат и да се вратат и да им понудиме тоа за што учеле, тоа за што се способни и од што државата ќе има најмногу корист. Ако не име привлечна државната администрација, еве и самите рековте дека може да се вратат на државните универзитети. Од 7 стипендисти кои што се 7 стипендии кои што се добиени за докторати, 6 останале во странство, само еден си има вратено дома. Како ова би го искоментирале ви? Ова би го искоментирала вака. Она што е поминато не може да се врати, но затоа може да се мисли на иднината. Во новиот закон за високо образование ќе препорачаме приоритетно да бидат примани на работа тие студенти. Секој студент секој човек кога аплицира за добивање на ваква стипендија, покрај подпишаниот договор подпишува именица дека доколку не се врати во државата, како што е пропишано, да работи двојно повеќе од времето на студирање, во некои години си имаат подпишувано меници дека тие луѓе треба да вратат 10-кратна сума од таа што ја добиле. Од кога вие дојдовте во Министерството, се сменија тие одредби и сега треба да се врати само сумата која што е доделена. Еве, иако и самите потврдивте дека 1/3, еве, според вашите информации се вратени, другите 2/3 не се, зошто немате активирано ниту една меница и зошто не е наплатен ниту еден денар од оние кои што не се вратиле? Затоа што сметам дека најдовме подобар начин да ги задржиме дома овие млади луѓе и затоа што според информациите кои ги добив од стручни лица не е можно да се наплатат мениците, затоа што каде и да се наоѓаат овие деца нема да можат да исплатат 10-кратно повисок износ од она што е вложено. Не е целта да ги казниме и да им ги земеме средствата, целта е да ги вратиме дома колку што е можно повеќе од нив. Тоа и се обидуваме да го биле направиме. свесни што подпишувале во договорите? Мислам, Предпоставувам дека дел биле свесни дека нема да може да се врати тој износ, а дел и не биле сосема свесни што значи тоа. Предпоставувам дека како млад човек и не се сосема соочени со реалноста и дури кога ќе отидат таму сваќаат што се случува и која е разликата од она што овде им е побарано и од она што таму го учат де факто. Од тука јас повторно ќе кажам, ќе направиме се да ги вратиме, тие што можеме да ги вратиме, а овие што се уште студираат на било кој циклус да останат во земјата после завршување на нивното образование. За одредени податоци кои што ги добивме, не беше јасно прецизирано дали за кој е бројот на дипломци, магистри, докторат и доктори кои не беше јасно дали завршиле, дали студираат или се откажале.
Дали имате можеби вие евиденција на стипендисти кои ги завршиле студиите, а дали има и онакви кои што можеби се откажале на наша голема гордост како држава, сакам да кажам, ниту едно дете не се откажало и сите тие во рок ги завршиле студиите, што кажува колкав е голем потенцијалот умствен на оваа земја. Она што јас постојано го повторувам, ние ако немаме злато, нафта и газ, имаме умни луѓе чиј потенцијал треба да го искористиме. Сите што требале да завршат, завршиле. Според податоците кои ние ги прибираме се уште, 300 од овие 457, се надевам дека сите сме ги лоцирале, ќе продолжиме тоа да го правиме, завршиле, од кои 1/3 се во земјата. Така, дали се размислува за евентуално укинување на оваа програма, со оглед на тоа што ако зборуваме во апсолутни бројки, од страна кога се гледа, ефектот за државата е практично непостоечки, или пак дали ќе се потрудите некако како министерство да си го наплатите долгот од оние студенти кои што останале должни народни пари се сепак, тоа пак да повториме. Простете, повторно не би се сложила со вас. Не е дека нема ефект. Средствата се за 10 години и како бројка изгледаат значајни. Но ако ги споредиме со средствата кои ги даваме за студентски оброк, за стипендии, за инфраструктури, тие не се ни толку огромни средства кои една држава која планира постојано да се движи во нагорна линија не може да ги издвои. Особено затоа што станува збор за нашите најдобри деца. Не мислам лично дека треба да се укине овој проект, но да, доколку во иднина сега имаме нови правила, нови договори, се случи да не се вратат и да не дојдат на располагање на државата во оној период кој за нив е обврзан, да, ќе ги активираме договорите. Би сакала да прашам и кога ќе се стават на вага, сега не очекувам дека би се согласиле со мене, дали сметате дека овој проект е промашен од аспект на каква полза добива државата, бидејќи на вага се ставаат 38 милиони евра, 12 вработени во администрација, 2/3 на стипендисти кои што не се вратени. Како на обичниот граѓанин да му објасниме која е ползата од оваа мерка за нив? 112 вкупно вработени, грубо кажано, од 300 завршени. Зборувам за јавна администрација, да. 12. Ние во конкурсот не велиме дека децава што ќе студираат физика ќе бидат вработени во јавна администрација. Ние велиме секој што ќе се запише во било која област на еден од првите 100 ќе биде стипендиран. Не можете да очекувате физичар, хемичар и информатичар може да биде во јавна. Добро, ма пишува дека 6 месеци треба да бидат ставени на располагање на државата. Да, они треба да се јават. Меѓутоа, двострана е грешката. Дел од децата и се ставиле на располагање од државата, државата не нашла начин да ги искористи. Затоа велам, тоа е нештото што треба да се смени. Деца кои студирале на Харвард, деца кои студирале на Кембридж, на Оксфорд, во Каролинска, да не ги набројувам, и успеале, значи не изгубиле година, не пропуштиле испит. Тоа е богатство на една држава. Ние само треба да го најдеме начинот да си ги задржиме тука. Тие се иднината на оваа земја. Тоа е малиот квантум на луѓе кои ќе го повлече големиот квантум на оние кои имаат потенцијал, а се овде во земјата. Само така ние можеме да одиме напред. Да, треба економија, да, треба индустрија, да, треба напредок, се, но треба човечки капитал кој ќе знае како сето ова да го води и како сето ова да го создаде. Како да создаде продукт, како да создаде профит, тоа се овие луѓе. Јас се натаму ќе ги поддржувам. Несомнено, но која е гаранцијата дека тие ќе се вратат? Дали создаваме ние само богата диаспора и останатите земји да ги користат нашите? Ние знаеме дека имаме ние брилјантни умови и дека овие деца можеби навистина заслужуваат да студираат таму. Така е. Но која е гаранцијата дека Македонија ќе добие нешто за возврат од нив, бидејќи повторно ќе кажам, мои пари, ваши пари, на граѓаните пари се трошат тоа се за наши пари, за наши деца. Гаранцијата дека тие ќе се вратат или ќе го платат долгот е кога државата ќе си ја преземе сериозно обврската
да ги повика и да им понуди работно место. Јас ви кажав дека доколку одлучат да не се вратат, ке мора да ги вратат средствата од оној момент од кога ги сменивме договорите наваму, и ви кажав дека во новиот закон за високо образование и наука на овие студенти кои се враќаат од таму ќе им дадеме предност за вработување на универзитетите и секако почнуваме да комуницираме и ние веќе имаме секаква комуникација со стопанските комори, сега и тоа ќе го интензивираме, доколку некој од нив сака да се најде во приватниот сектор и тоа да им го олесниме. Тоа е единствениот начин на кој ние можеме да ги задржиме нив овде и да им дадеме услови. Години наназад не е, не дека не е, но не е доволно финансирана научната дејност. Вие гледате дека ние во оваа година и пол како влада многу вложуваме. Они треба да има каде да го сработат тоа што го научиле. Треба да имаат лаборатории, треба да имаат можност да развиваат теории, хипотези, идеи. Ако немаат таква можност, како што да речеме би било генерално во администрација, во секторот за човечки ресурси, они нема што тука да бараат. Тогаш чуму оваа мерка воопшто започнала? Оваа мерка започнала како една благородна идеја за државата, не за децата. За овие кои ќе бидат меѓу најдобрите во светот да и помогнат на сопствената држава. Дел од нив и помагаат на државата. Тие што се вратили и овие што се во Сдруженијето Мостови кон дома сериозно ги помагаат на државата. Но да бидеме фер, има и дел кои што воопшто не и помагаат, напротив и наштетиле на државата. Има дел кои не и помагаат, не мислам дека и наштетиле. Тоа што тие не биле повикани не е нивна грешка, тоа е грешка на државата. За крај би сакал да ве прашам, бидејќи од вашето доаѓање во ресорот Министерство за образование, нели е изменето правилник, изменете правилникот дека треба да се вратат нели само сумата која што е дадена? Да. Дали истото може да се аплицира и на одредени студенти од минатото или не може ретроактивно да се? Не може ретроактивно тоа да се направи. Дел од нив и се изгубени, ние не можеме се уште да ги лоцираме, иако работиме на тоа. Но ќе ги лоцираме. Прво ги повикавме сами да се пријават во регистарот, дел се пријавија, дел веројатно не знаат, се уште не се информирани, дел се можеби уплашени дека нели, ако не ги вратат тие 100 милиони евра, фигуративно кажува, можеби ќе бидат во затвор и така натаму, не се осмелуваат ни да преговараат и да се договараат, но ние според документите кои ги имаме, до последен ќе ги лоцираме и до последен ќе ги контактираме. Министер, ќе ви благодарам многу на одвоеното време. Ви благодарам и јас вам.